Така е, значи денес имаме убава прилика да се организира работилница. Центарот се вклучи во овој проект кој што се организира помеѓу Министерството за економија на Република Македонија, Македонската развојна фондација за предпријатија и Центарот за Југоисточниот плански регион. Тука се вклучи, значи како поддржувач, не е како партнер, туку како поддржувач. Генерално општествената одговорност како тема можеби едно време беше повеќе спроведувана, односно дискутирана. Во последно време, за жал, иако како терминологија не е непозната за нас, меѓутоа мислам дека малку со трката за профит е занамарена и мое лично мислење, мислам дека и денешната работилница е одлична можност за тоа да се поттикне повторно, бидејќи тоа не треба да се мисли дека е трошок за предпријатијата, туку напротив, значи со општествена одговорност, иако моментално излегува дека предпријатијата треба да инвестира во човечки ресурси, во помагање на заедниците, меѓутоа тие средства дополнително после се враќаат преку довербата која што ќе се створи, значи сите тие доближувања до потрошувачите, бидејќи сето тоа е еден круг, односно едно со друго е поврзано. Со оглед дека сте председател на општините од Југоисточниот председник градоначалник Вина Конче, колку вие како локални самоуправи во соработка со бизнес секторот инициирате тие да се грижат за средината, за заедницата, да вложуваат во самата заедница за подобра средина живот? Така е, значи денешниот пример е пример дека локалната самоуправа и центарот веќе почнуваат да се активно вклучуваат во овие процеси и мислам дека во наредниот период треба уште повеќе, иако сега за сега се сваќа дека само тоа е обврска на општините, на државата, значи тоа е заедничка обврска на сите. Колку повеќе сите се вклучуваме, интересот ќе биде, односно резултатот ќе биде заеднички за сите. Од секогаш концептот на општествена одговорност на предпријатијата била овој концепт водилка во работењето на компанијата, при што покрај економскиот раст на компанијата секогаш се водело сметка и се уште се води за добробит на заедницата, на вработените и секако заштита на животната средина. Значи во Фармахем покрај секторите за трговија има и сектор за еколошки консалтинг, кој што се занимава со проекти од областта на заштита на животна средина. Дел од тие нормално се профитабилни проекти, меѓутоа во голем дел секторот за еколошки консалтинг на Фармахем помага на заедницата, на општината во која што се наоѓаме, на градот Скопје и пошироко во Македонија, за проблеми кои што се поврзани со животната средина. Покрај животната средина, Фармахем секогаш води грижа за своите клиенти, има посебен однос кон подигање на капацитетите на нашите клиенти со одржување на обуки и работилници кои што им ги нудиме на нашите купувачи, се со цел за подобрување на состојбата со пазарот, воведување на нови системи и стандарди кои што се потребни и во областа на прехраната, и во областа на медицината, и во други области во кои што ние делуваме. Кој е бенефитот за Фармахем во тоа што вие инвестирате во заедницата, еколошка животна, не сам за самата средина? Кој е бенефитот на населението кон вас, дали да почитувате? Кој е бенефитот за Фармахем во тој контекст да имате ваква дружба? Значи, бенефитот од почетокот беше имиджот на компанијата, кој што сега веќе е добро изграден, и брендот на самата компанија. Значи, довербата е многу зголемена, а исто така е зголемен и обемот на работа, што е поврзано едно со друго. Така да, покрај нашата задача која што сме исполниле со нашата мисија за подобрување на условите во пошироката заедница, веќе ни се враќа и на соекономски ефекти, со оглед на тоа што бројот на купувачите се зголемува и секако и профитот на компанијата. Расте бројот на компаниите што го прават тоа и тоа е за пофалба и тоа не радува. Наоѓаме добро оправдување за она што го правиме со нашиот проект за општествена одговорност на предпријатијата.
врста е оно што најспоро се развива кај сите нас, не само кај бизнисите, па и не очекуваме некаков бум да се случи преку ноќ, меѓутоа она што радува е дека компаниите се почесто и се повеќе ги гледаат тие аспекти на работењето и сакаат да ја вратат на заедницата, барем во еден дел од она што го земат. Значи, за ресурсите што ги искористиле сакаат да ја вратат на заедницата, за луѓето што ги користат сакаат да ја вратат на заедницата и тоа е за секаква пофалба. Еден од показателите дека расте свеста е и податокот дека расте бројот на организации, односно компании кои што се пријавиле за наградата за општествено одговорни практики. Да речеме, околу 15-20% повеќе организации или компании оваа година конкурирале за таа награда. Четврта година се организираат наградата и тоа не значи дека само компаниите кои што конкурирале за оваа награда се општествено одговорни. Јас верувам дека во Македонија има многу такви компании кои што можеби од некои други причини не сакаат да се пофалат или можеби не го доживуваат тоа како општествена одговорност, можеби го доживуваат како ете нивна обврска во обичаен дел од работата и така натаму. За жал, во овие 4 години немаме ниту една компанија од Струмица која што конкурирала за наградата за општествена одговорност, што пак ќе кажам, не значи дека тие не функционираат општествено одговорно, туку можеби немале доволно информации, можеби не сакале да се пријават и така натаму. Денешниот настан би сакале и кон тоа малку да го насочиме. Компаниите кои што се денес тука, да видиме како работат, да видиме кои се нивните искуства, кои се нивните пракси и да ги поттикнеме малку повеќе да се насочат кон тоа. Има едно прашање, колку може локалните самоуправи како институции со дека действуваат на ниво на Република Македонија и како преговори? Колку локалните самоуправи може да действуваат за општествената одговорност на предпријатијата, но да се занимаат и да не се злоупотребуваат на близост на локална самоуправа, се разбира преку различни тендери и така натаму. Колку може локалната самоуправа во ваше видење да влие на предпријатијата за подигнување на општествената одговорност е конкретно страна? Општините и бизнисите се обидуваат во последно време се поблиску и повеќе да соработуваат. Ние имавме еден пример пред неколку дена на презентацијата во Штип. Општината се пофали со многу добра соработка со бизнис секторот и со заеднички проекти кои што ги направиле, кои што се насочени кон јавно добро, така да кажам, од кои што бенефит има целата заедница и во таа насока верувам дека ќе одат работите и понатаму. Можат многу да се работуваат заедно. Компаниите би требало да размислуваат на начин кој што ќе им покаже дека оно што го прават за себе и за заедницата. Значи, тие вложуваат во својот имидж, во сликата што луѓето ја имаат за нив. Можеби ние како граѓани, како потрошувачи во моментот се уште не сме свесни, меѓутоа ќе дојде време, многу скоро, кога на полиците во супермаркетите ќе ги гледаме повеќе производите на фирмите кои што општествено одговорно работат отколку на другите фирми и тие почесто ги ставаме во кошничката отколку од другите и тоа би бил бенефитот за компаниите надвор од она што би рекол еден од бизнисмените што го имавме во претходните презентации. Сакам да им биде добро на вработените, сакам да ја дадам на заедницата, што сакам да ми биде мирна душа. Значи, во таа насока верувам дека се поголем број да се размислува.